Добре дојдовте на нов Асном. Изминатиот викенд ние македонците ја славевме денот на државноста. И политичкиот естаблишмент горе-доле прати иста порака за сплотеност. Председателковска Силјановска Давкова прати порака за сплотеност, за општото добро и забележа дека нема доволно ентузијазам. Премиерот Мицковски даде 10 точки преку кои ќе ни биде подобро и заедно тие да ги исполниме. А опозиционерот Филипче кажа дека сите препреки заеднички треба да ги пребродиме за подобро утре. Цела оваа порака за заедништво има една збирна црта, а тоа е дека македонскиот политички естаблишмент го прифати предавничкиот Преспански договор и сега му ги краде националните државни празници на Република Македонија и неправедно и неправилно ги препишува на Северна Македонија. Тоа не треба да биде така. За подсетување. На 8 септември 1991 година македонците во отсуство на своите сограѓани албанци гласаа за своја Република Македонија. Тие не гласаа за Северна. Сите што изгласаа тој ден гласаа стрикно за својата слободоумно политичка волја. Северна Македонија, од друга страна, е производ на предавството на Заев, кој еве сега е прифатено од страна на ВМРО ДПМН и штафетната палка ја тера понатаму. Затоа неприфатливо е националните празници што се однесуваат за Република Македонија да бидат препишани на Северна. Новиот политички естаблишмент, кој го прифати представничкиот Преспански договор, треба да се направат нови национални празници кои ќе бидат обележје на оваа дивотворба што ние ја мразиме Северна. Например, 17 јуни може да биде нов национален празник кога е подпишан Преспанскиот договор. Или пак да се изгради биста на господинот Димитров, затоа што го подпишал истиот, како и 11. јануари, денот кога е донесет последниот устав кој ще преименува името во Северна. Овие се државни празници кои политичкиот македонски естаблишмент треба да ги слави, а не да ги краде и да ги узурпира македонските национални празници кои се наменети за Република Македонија. Затоа што да подсетиме, не само што никој не гласал за Северна, него никој во историјата на Македонија не гинел, не идолизирал и не ја идолизирал, не гинел за оваа северна дивотворба во која што ја живееме сега. Толку за тоа. Вториот настан, минатата недела што се случи, беше интерпелацијата на председателот господин Гаши во парламентот на Собранието на Северна Македонија. Истата покажа одредени карактеристики во кои што ние за жал живееме. А пред тоа мора да се напомене дека председателка на Косово покажа и демонстрираше еден политички безобразлук и ароганција затоа што на приватно патување не ги следеше меѓународно признатите безбедносни протоколи. И прашањето е следно. Дали председателката на Косово не ги следи безбедносните протоколи која ќе слета на JFK во Њујорк или пак која ќе слета на аеродромот во Брисел? Второ, и што е многу битно, со однесувањето и начинот на однесувањето на господинот Гаши е неговата демонстрација на моќ и завземање на територија политичка до каде неговата моќ се протега. Тоа е една демонстрација на сила и моќ која он преку неговото обезбедување ја покажа и, како што гледате, резултираше во една неуспешна интерпелација, тоест желба за политичка одговорност на Гаши во отсуство на било каква кривична одговорност што неговото обезбедување ја заработи. А нормално, секој нормален
ќе се запрашам, дали неговото обезбедување ќе беше толку агресивно и слободно за да впери пиштол во професионалците, на кои ги следат безбедносните протоколи на аеродромот во Скопје. Исто така, една друга заедничка црта, што веќе се провлекува 23 години, е дека без разлика која албанска проминенција, политичка проминенција е на власт, имаме една демонстрација на криминална политичка насилство која е константна. И тоа е закана, константна закана на државноста, меѓуетничкиот соживот и државноста на оваа држава. А таа иде од внатре, доваѓа и извира од институциите на оваа држава. А македонскиот фактор е само еден сервилен партнер на оваа закана. И резултат на тоа е што ВМРО ДПМН и така наречениот коректор во владата, знам, му ја даде на господинот Гаши и го абстинира од било каква политичка одговорност за својата демонстрација на моќ. Едно што е исто така забележливо во целата оваа приказка е истата таа една црта, една константна, а тоа е дека западните така наречени фактори кои љубат да не советуваат за се и се што од начинот на корупција, невладење на правото, слабостите во нашата држава, секогаш се неми кога имаме албанско политички насилие. А со тоа, они се ставаат на истата страна кон тоа насилие и го поддржуваат истото. Тоа е нашата реалност во која ние живееме, која е константна од Охридскиот договор. И ако идеме по оваа линија, ние можеме да кажеме дека резултатите од Охридскиот договор е една перманентна и константна страв, дека можеме да имаме немири во државава, кои се иницирани од албанскиот политички фактор, кои би биле незадоволни од овакви или онакви одлуки, кои би се донеле на демократски начин. Се поставува прашањето, дали е ова нормален живот? Како и да е, решение на сево ова е имплементација на правна држава во целост и имплементација на правни мерки по цена на краткорочни безбедности немири. Ова е цена која треба да се плати. И ова е цена која што ниедна политичка македонска партија, тоест од политичкиот естаблишмент, не е спремна да го плати и со тоа жртва на сето ова е правната држава.